civilmedia.mk. Кратки нозе, добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме дезинформации и лажни вести со неспорни факти и аргументи. Во ова специјално издание ќе ги рекапитулираме највлијателните 5 дезинформации кои продефилираа минатата година во кратки нозе. Ќе се подсетиме на дезинформациите за Скопје 2014, за рушење на бугарски воени гробишта, за наводното киднапирање на пратеникот Кастриот Реджепи, како и на дезинформациите за трагичната автобуска несреќа во Бугарија и трагичниот пожар во модуларната болница во Тетово. Тргнуваме веднаш. Во пресрет на локалните избори, проектот Скопје 2014, кој ги чинеше граѓаните стотици милиони евра, повторно е предмет на дебата во јавноста. Во овие кратки нозе зборуваме за невистинитото тврдење од кандидатката за градоначалник на општина Центар, Наташа Котлар, која во гостување на телевизија Сител рече дека Скопје 2014 е изгласан од представниците на сегашната позиција. И да не заборавиме, тој проект па и не беше на претходната власт. Тој проект беше изгласан токму од представниците на сегашната позиција. Но Котлар заборава дека цела јавност е добро запознаена со тоа кој е автор на проектот Скопје 2014 и како беше реализиран овој проект. Оваа невистина детално и со аргументи ја разобличува Жарко Трајановски во анализа за Цивил Медија. Одлуките за целиот проект се носеа на рати, главно во општина Центар и град Скопје, како и тогашното Министерство за култура. Изнесените тврдења се во целосна спротивност на многу изјави на тогашниот премиер Груевски, кој јавно кажуваше дека тој стои за целиот проект. Истакнува Трајановски, кој посочува дека за тоа постојат објави од тоа време кои се уште стојат на сајтот на владата. Едно е сигурно, Скопје 2014 е наследство со кое никој не сака да се фали, ниту пак се гордее, дури ни партијата која што го изгради и направи овој проект. Може би е тоа некаква сатисфакција за граѓаните, во отсуство на справување со грдото наследство на овој проект, кое што се уште го оптоварува јавниот простор и архитектурата на град Скопје. Драган Павлович Латас, во што не е јасно на телевизија Алфа на 28 септември, изнесе серија дезинформации за Скопје 2014 и потрошените народни пари за овој проект. На еден од нивните владени, провладени, невладени портали, Призма, можете да видите детално Скопје 2014 за што се потрошени парите. Значи, од 200 и нешто милиона, скоро 200 милиони се потрошени за булевари, за инфраструктури и така натаму. За споменици и слично се потрошени неполни околу 20 на милиона за се. Значи не се само спомениците, тука се и украсни фасади и така натаму. Што значи дека е лага дека ВМРО парите ги трошел за споменици и слично, а оние не ги трошат. Само во овој кус дел од интервјуто кажани се многу невистини, кои ги соголува прецизно и во детали Жарко Трајановски во неговата анализа за Цивил Медија. Прво, податоците од Скопје 2014 под лупа на Призма велат дека вкупната потрошена сума не е 200 и нешто милиони како што тврди Латас, туку над 684 милиони евра. Второ, не е точно и дека скоро 200 милиони се потрошени за булевари, за инфраструктури и така натаму, затоа што во Скопје 2014 воопшто нема трошоци за булевари. Трето, за 34 споменици се потрошени 33,62 милиони евра. За Порта Македонија изградена како скулптура 6,31 милиони и уште 6,49 милиони за други скулптури. Значи за споменици и скулптури се потрошени над 46 милиони евра, а не неполни 20 како што тврди Латас. Исто така, не е точно тврдењето на Латас дека во тие 20 милиони се вклучени и украсни фасади и така натаму. Фасадите се дополнителна ставка од 43,36 милиони евра, како и плоштадите 32,21 милион,
фонтаните 3,39 милиони и мостовите со скулптури и скапи огради 7,95 милиони евра. А во останато е вбројано и партерно уредување кај МНР, како и одржување, илуминација и останати трошоци. Сето тоа за 11,6 милиони евра. Ако се собере се ова, се добива сума од околу 145 милиони евра, а не неполни 20. Освен овие невистини, прашање е како тоа Латас тврди дека Призма е еден од нивните владини, провладини, невладини портали, кога оваа редакција постојано објавува стории што се критички кон сегашната власт и кон функционерите и нивните постапки. Или можеби Латас тргнува од личните искуства, кога медиумите со кои тој уредуваше, според негово лично признание, се полнеа со вести кои беа нарачани од власта на Груевски. И Груевски своевремено ги обвинуваше невладините организации и медиумите дека дезинформираат, дека Скопје 2014 ќе чини 80 милиони евра во 8 буџетски години. Очигледно сето тоа е далеку од вистината, а токму Груевски и Латас се тие што ја дезинформирале и ја дезинформираат јавноста. Во јавноста кај нас, а и во Бугарија, деновиве кружат дезинформации за наводно уништување на бугарски воени гробишта, за да се изгради автопат кај Кавадарци. Дезинформацијата дека две бугарски воени гробишта се уништени во 2018 и 2019 година е првично објавена на Радио Благоевград, како изјава на Виктор Стојанов, председател на Фондацијата Македонија. Откако беше демантирана од нашето Министерство за надворешни работи и екипата на БНТ објави дека таму има 2 споменика, а нивни извори дадоа изјави дека никогаш не виделе бугарски воени гробишта на местото. На 16 октомври, порталот Пресинг ТВ пренесе Facebook статус на Стојанов дека Република Северна Македонија излажа дека немало воени гробишта на трасата на магистралата. Но на 19 октомври, експерт на Министерството за одбрана на Бугарија укажа на БНТ дека уништување на гробишта немало во 2018 и 2019 година, туку во 30-тите години на минатиот век. Тоа го потенцира и бугарски дневник во насловот «Бугарските воени гробишта во Северна Македонија се покажа дека се уништени пред десетлетија». Во текстот на дневник се разоткрива целата хронологија на дезинформации за наводно уништените бугарски воени гробишта и споменици близу Кавадарци. Дневник во статијата заклучува: денови откако председателот Румен Радев им даде поттик на тврдењата за бугарските воени гробишта кај Кавадарци, уништени за изградба на автопат, Министерството за одбрана практично објасни дека тие не постојат од 1930-тите години и на нивно место има споменици кои се недопрени. Вакви дезинформации често и лесно ги минуваат границите и влијаат на односите помеѓу двете држави во момент кога меѓу нив се водат преговори и создаваат врева од невистини, недоверба, па и омраза меѓу нивните граѓани. Но и во овој случај се работи за многу врева за ништо, како во насловот на популарната комедија на Вилијам Шекспир. А која создава таа врева? Политичари и медиуми кои, наместо да ги информираат граѓаните, ги дезинформираат и манипулираат со вакви објави. Пратеникот на Беса, Кастриот Реджепи, пред почетокот на собраниската седница за недоверба на владата на 11 ноември, се огласи на Facebook во 11 часот и 27 минути, со пост во кој ги објаснува причините за недоаѓање на седницата за гласање на недоверба на владата. Со оглед на политичкиот моментум по одложувањето на оставката на премиерот Заев, за доброто на процесот и силните сигнали од стратешките партнери САД и земјите на ЕУ, кои ми беа доставени од високи дипломатски представници, дека во декември земјата најверојатно има големи шанси да добие датум за отпочнување преговори за членство во ЕУ, решив да не учествувам на собраниската седница на која требаше да се донесе одлука со која ќе се доведе во прашање оваа витална национална и државна цел. Како одговорен политичар и пратеник, оваа одлука не ја донесов лесно, ставајќи го интересот на народот и државата на прво место, напиша на неговата официјална Facebook страница Реджепи.
Но недоаѓањето на Реджепи во собранието предизвика бура од реакции и бројни дезинформации, особено од високи функционери на партиите кои беа дел од коалицијата за гласање недоверба на владата. Тие обвинија дека Реджепи е киднапиран од власта. Овие шпекулации без факти и без проверка на веродостојноста беа пренесени од многу медиуми. На 11 ноември во 11 часот и 14 минути пратеникот Апасиев објави статус, а нешто подоцна и твит со следнава содржина. Јако киднапирале пратеник мислејќи дека така нема да паднат. Мафија версус пратеници. И пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН се огласи за отсуството на Реджепи. Заев има пари и фирми и имот во Бугарија. Кастриот Реджепи е логиран на Фејсбук во Бугарија. Дали е однесен, пренесен, превезан, натоварен, убеден, уценет или присилен, знаат само Заев, Дуи и тој, се вели во постот на Милошовски, објавен на 11 ноември во 13 часот и 40 минути. Шпекулацијата на Милошовски, пласирана како факт, е врз основа на нерелевантен податок од Фејсбук, дека локацијата на еден од 7 луѓе кои ја менаџираат страницата на Реджепи била во Бугарија. Но оваа шпекулација брзо беше преземена и без да се провери беше објавена и од портали. Таков е примерот со Инфомакс, кој врз основа на шпекулацијата на Милошовски објави содржина со наслов Кастриоти е киднапиран, логиран е на Фејсбук од локација во Бугарија. Многу медиуми почнаа да објавуваат информации за киднапирање на пратеник, без да извршат елементарна проверка на фактите, дали на вистина има случај на киднапирање. Вечер објави содржина со наслов Никаде го нема Кастриот Реджепи од Беса, опозицијата се сомнева дека е киднапиран. Слободен печат пак го пренесе Фејсбук статусот на Апасиев во насловот. Апасиев киднапирале пратеник мислејќи дека така нема да паднат. Истиот наслов, Апасиев киднапирале пратеник мислејќи дека така нема да паднат, го објави и порталот Макфакс. Инфомакс пак објави содржина со став на нејзиниот уредник со наслов Митовски, пратеникот од Беса е киднапиран. Од утринава на него и неговото семејство им се губи траг. Во текот на целиот ден, политичарите и медиумите продолжија да лиферуваат и објавуваат шпекулации за наводно киднапирање на Реджепи. И покрај тоа што тој објави Фејсбук пост во кој ги објаснува причините за неговото недоаѓање на собраниската седница. Лидерот на Беса Билал Касами излезе со тврдење дека пратеникот е задржан некаде против негова волја. Се додека немам јасна слика и глас од пратеникот, мислам дека тоа е направено против негова волја. Од вчера немаме контактирано, немам информации каде се наоѓа. Се додека не излезе дека ова е негов став и е доброволен, јас како председател на Беса можам да се сомневам дека тој против негова волја е задржан некаде, вели Касами. Шпекулациите за наводно киднапирање ги подгреа и Христијан Мицкоски, кој претходно даде куса морбидна изјава во која го спореди Реджепи со Амди Бајрам. Ке има ли замена за Кастриот Реджепи? За современиот дека му е лесна земја Амди Бајрам? Потоа, во изјава пред собранието дадена по 16 часот и 30 минути, Мицкоски ширеше дезинформации и шпекулации, велејќи дека пратеник во Македонското собрание нема, иако во тој момент во Македонското собрание немаше 60 пратеници, а не само еден. Кој бидејќи пратеник во Македонското собрание нема. Ние не знаеме дали е тој киднапиран и се држи без своја согласност и доброволно, или доброволно се држи и избега. Не знам зашто ако е доброволно не беше денеска тука појавен. Во 17 часот и 1 минута и подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски објави Фејсбук статус Еден пратеник киднапиран. И други политичари, како Аријанит Хоџа од Беса, шпекулираа дека Реджепи е киднапиран и објавија информации дека има пријава за тоа во полицијата. Меѓутоа, во 17 часот и 44 минути, Реджепи се обрати со нова, овој пат видео порака на Фејсбук, во која ги демантира изнесените шпекулации. Të nderuar qytetar, fillimisht ju falenderoj për mbështetjen. Siguria dhe stabiliteti i vendit, paqja dhe mirëqenia e popullit ton, definitivisht duhet të jetë gjë e rëndësishme për gjithë ne.
Kryetari Bilal Kasami dhe tjerët nuk ka nevojë të shqetësohen për mua. Jam në vend të sigurt, jam në anën e duhur, jam me shqiptarët dhe të gjithë qytetarët e vendit, të cilët dëshirojnë paqë, liri dhe demokraci. Jam me BE dhe NATO dhe jo me qarqet antishqiptare. Këtë po ju a them me ndërgjegje të plotë, dhe sa po të kalojnë disa rreziqe nga kërcënimet e disa individëve, do të paraqitem para mediumeve, do të sjaroj të gjitha. I pokraj ovoj video demand na Redžepi, dezinformaciите za njegovo navodno kidnapiranje продолжија, и тоа со засилено темпо. Пратеникот Димитар Апасиев во 17 часот и 57 минути објави Facebook статус. Со репетиран калаш на слепоочница се пишуваат најпрекрасните евроатлантски пратенички статуси. И ставовите на Касами, кој претходно бараше јасна слика и глас од пратеникот, продолжија да се шират по порталите. Таков е примерот на насловот на Република. Касами, додека не го видам, ке сметам дека е киднапиран. Или пак на mkd.mk. Касами, видеопораката на Реджепи може да значи дека е киднапиран. Го нема ниту неговото семејство. И ВМРО ДПМНЕ продолжи да тврди дека Реджепи е киднапиран. Во 18 часот и 14 минути на Facebook страницата на ВМРО ДПМНЕ беше објавен статус. СДСМ и ДУИ денес киднапираа пратеник за да можат да останат да крадат. Во 20 часот и 45 минути председателот на ВМРО ДПМНЕ Мицкоски, кој претходно не знаеше дали е точно дека Реджепи се држи во заложништво, објави дека има киднапиран пратеник. И тоа со селфи од болнички кревет, по извршена интервенција за отстранување на масно ткиво. Динамичен ден, киднапиран пратеник, криминал, уцени, срам и нормално најголемата желба на СДСМ ДУИ да ме немало во политиката, напиша Мицкоски на Facebook. Навистина динамичен ден, полн со дезинформации, кој заврши со неуспех на иницијаторите за изгласување на недоверба на владата. Наредниот ден во петок, Кастриот Реджепи од Беса се огласи по трет пат, овој пат со порака на неговиот личен Facebook профил. Во наредните денови ќе имате можност да дознаете подиректно за се. Што се однесува до медиумите и големиот интерес, што го разбирам, ги информирам дека моето прво појавување ќе биде во понеделник преку пресконференција. За крај апелирам до раководството на движењето Беса да не презема забрзани чекори кои ќе им наштетат на нашите структури и активисти. Емоциите треба да се остават настрана, а постапките да се прават разумно, вели Реджепи. По оваа трета објава, Реджепи се појавил во петокот и во полициска станица и дал изјава дека пријавата за негово наводно киднапирање е невистинита, односно дека тој никогаш не бил исчезнат, туку самоволно, без никаков притисок, со своето семејство заминал кај пријател, за да се заштити од публицитетот поврзан со собраниската седница, се наведува во соопштението од МВР. Навистина, политиката кај нас е полна со емоции, неразумни постапки, валканици, омраза, лаги и дезинформации. Таа знае да носи победи, но знае да носи и порази. Сепак, најважно во неа е да не се изневери довербата на граѓаните, затоа што тие преку нивните гласови на крај одлучуваат кој ќе биде успешен, а кој неуспешен политичар. Бројот на настраданите во трагичната несреќа на автопатот во Бугарија, како и во претходни несреќи, за жал беше предмет на бројни шпекулации и дезинформации. Дали се 44, 45 или 46 жртви, без да заврши официјално идентификувањето на телата на настраданите, во моменти кога нивните семејства и целата јавност беа под силни емоции, дел од медиумите, врз основа на официјални, но и неофицијални податоци и извори, градеа интерпретации и објавуваа неточни податоци за бројот на жртвите. Во некои од објавите медиумски настрадаа и преживеаните. Таков е примерот со написот на Инфомакс со наслов "Познат идентитетот на загинатите во автобуската несреќа во Бугарија", објавен на 23 ноември 2021 година, во кој се тврди дека
Алса телевизија ги објави имињата на настраданите во автобуската несреќа која што се случи во Бугарија. Меѓутоа, Алсат не ги објави имињата на настраданите, туку списокот на сите 52 патници кои се превезувале со автобусот. Иако насловот на Алсат е јасен, список на патници кои се превезувале со автобусот кој изгоре во Бугарија, а беше познато и дека сите 52 патници не настрадале, Инфомакс објави список со 52 имиња со наслов "Познат идентитетот на загинатите" и со опис имињата на настраданите. Практично, Инфомакс ги прогласи за настрадани и преживеаните патници од несреќата, што е тешка дезинформација и скандалозно непочитување на новинарскиот кодекс. Го издвоивме овој пример како најбрутален, иако критика заслужуваат и другите медиуми што шпекулираа со бројката на настраданите без целосно завршена идентификација на телата. Тоа е спротивно на етичките стандарди, но и нехумано, особено кон семејствата на жртвите. Да се надеваме дека ваквите трагедии и начин на известување ќе ги гледаме што помалку. На 8 септември, на почеток на вестите во 23 часот, телевизија Сител извести во живо од Тетово. На прашање од студиото каква е состојбата во моментов, репортерката од терен одговори дека неофицијално има околу 30 жртви. Неофицијално има околу 30 жртви, меѓу нив има и пациенти, меѓутоа и персонал, ова се неофицијални информации. Истата информација е објавена во 23:20 часот на порталот на Сител, а видео од вестите со оваа бројка на жртви е објавено и на Facebook страницата на телевизијата во 23 часот и 30 минути. Неточни бројки на жртвите од трагедијата во Тетово и сензационалистички наслови вечерта објавија и неколку интернет портали. Таков е примерот со порталот Лидер, кој вечерта на 8 септември во 23 часот и 23 минути објави содржина со наслов "Лидер дознава досега преброени 39 изгорени во модуларната болница во Тетово". Неточни бројки и наслов идентичен на Сител објави Инфомакс. Слична вест објави и порталот за се. 30 мртви во Тетово, меѓу нив и пациенти, но и медицински персонал. И на социјалните мрежи имаше стотици дезинформации и шпекулации за бројката на загинати во пожарот во Тетово. Го издвојуваме постот на Јорданка Ивановска Јоци, која има и новинарски награди зад себе, а и над 23.000 следбеници на Facebook. Вечерта пред полноќ таа напиша: "Од неофицијални извори има 37 жртви. Непотврдено. Непотврдено, но сепак објавено." Во еден од коментарите Ивановска укажува: "Ја добивам информации од тетовчани." Меѓутоа, информациите од овие извори испаднаа неточни, а Ивановска, која има големо влијание и многу следбеници на Facebook, ниту ги коригираше овие информации, ниту се извини, со што ја доведе својата публика во заблуда. Тоа беше се во овие кратки нозе. Очекувајте не наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.